Југоистокот има 10 општини и 3 гранични премини. Еден со Бугарија, 2 со Грција. Токму со овие две земји, владата лани потпиша договори за добрососедство со Бугарија и договорот од Преспа за решавање на проблемот со името со Грција. Од општина Ново село велат дека е зголемен бројот на туристи од Бугарија, но тоа се должи пред се на новоотворените туристички комплекси. В комплекса тука повечето гости са гости от България и имаше нужда някой, който да може да работи и да комуникира повече на български с тях. Комплекса, в който работя, се намира много близко до границата и до мястото, където живея, защото е приятно, защото ми харесва. Пограничните служби на преминот Ново село велат дека е зголемена фреквенцијата и на македонски граѓани во Бугарија. Ново село е речиси исто толку оддалечено од Струмица, колку и од првиот град во Бугарија, Петрич. Токму затоа не е чудо што жителите од тој регион почесто пијат кафе во некој од кафулињата во Петрич. Бугарскиот пограничен град Петрич е мирно и мало место. Тамошните граѓани велат дека добро тргуваат со македонците и никогаш немале проблеми, освен политичарите. Ние сме си редовно, всеки седмица по Струмица, по Ново село. Това се едно си едно и също. Няма никаква разлика дали е друга държава или... Между народите не, но политиците създаваха проблеми. Също така и църквата създаваха проблеми. А те не трябва да са фактор. Народите трябва сами да се обединяват. Општина Гевгелија е на југот од државата, на самата граница со Грција. Градоначалникот Сашко Поцков во договорот од Преспа гледа можност за економско јакнење на регионот. Дека тоа што го очекувам на среден рок е релаксираната клима да повлие за брзите носење на одлуки кај грчките партнери за инвестирање, а ради местоположбата и ради потребата од контрола на процесите работната рака, знам сигурен дека ќе ја преферираат Гевгелија. Новинарот Љупчо Алексовски вели дека после договорот од Преспа интересот на медиумите е свртен кон Гевгелија и за добрососедството се зборува како да се открило топла вода. Многу е мал периодот да кажеме дали се променило нешто по ратификацијата на договорите, затоа што не оди тоа толку брзо. Меѓутоа, она што може да кажам дека и порано доаѓале тука соседите од другата страна, било за казино туризмот, било за здравствениот туризам, било за шопинг туризмот, тоа било. За потребите на граѓаните, Северна Македонија и Грција размислуваат и за повторно отворање на граничниот премин Гевгелија и Домени, кој функционирал во 60-тите години на минатиот век.